Добра вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Ви благодарам што и вечерва сте повторно со нас во подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Вечерва ќе зборуваме за младинското учество, колку е тоа од голема важност младите да бидат вклучени во политиките, нивното учество и активизмот во институциите и советот. Вечерва мој гостин е Лина Рангелова, член на Централниот комитет на Унија на млади сили, а воедно и претседател на Советот за млади. Лина, добра вечер. Добра вечер, Ангела. Ти благодарам за поканата. Ми представува особено чест и задоволство да гостувам во подкастот ВМРО ДПМН зборува, подкаст кој што е организиран од страна на најмоćната младинска организација во државата, тоа е Унијата на млади сили. Ти благодарам. Лина, може ли да ни се представиш и да ни кажеш нешто повеќе за себе? Јас сум Лина Рангелова, студентка сум на правниот факултет Јустинијан I. Председателка сум на клубот на оратори при Унијата на млади сили, исто така сум член на Централниот комитет на Унијата на млади сили. Бев член на факултетското студентско собрание при правниот факултет, а претходно исто така бев и подпредседателка на локален младински совет, а сега сум председателка на Советот за млади под покровителство на председателката на државата. Сигурно и гледачите и мене воедно ме интересира што е фактички Советот на млади, чива и иницијатива е? Председателката Силјановска Давкова е прв председател кој што има формирано Совет за млади и мене особено ме радува тоа што председателката им даде можност на младите да бидат вклучени во работата на кабинетот, да даваат предлози, идеи, иницијативи, да ги анализираат, да ја анализираат всушност состојбата за положбата на младите и да ја советуваат председателката за проблемите и можноста да ја советуваат председателката за унапредување на положбата на младите во општеството. Кажи ми, на кој начин го промовираш Советот за млади меѓу младите? Вака, Ангела, најдобар промотор на Советот за млади е всушност и неговиот состав и самата структура на Советот. Председателката имала идеја и всушност знаела како треба да изгледа составот на Советот, бидејќи во Советот има млади, членуваат млади кои што се активни во различни сфери на општественото делување. Да. Има исто така и млади кои што се вклучени директно во процесот на донесување на одлуки. Има млади од министерствата, а има и млади, всушност има представник од законодавниот дом од клубот за младински прашања и политики. Сметам дека тоа е одличен промотор, бидејќи секој од нас, членовите во Советот, го промовира Советот онаму кај што делува и до онаа група која што му е најблиска, а се е опфатено, сите сфери се опфатени. Морам да напоменам дека во Советот има паритетна застапеност, што е за поздравување. И исто така ние Советот го промовираме и преку организирање на најразлични настани. Тоа сакам да те прашам. Дали има тековни активности и кои активности понатаму планираш да ги спроведеш? Да, во изминатиот период организиравме неколку активности на теми кои што се значајни за младите, односно кои што ги опфаќаат младите. Неодамна организиравме панел дискусија по повод 5 години од донесување на законот за младинско учество и младински политики. На овој настан морам да кажам дека беа поканети председателите на локалните совети во општините кај што веќе има формирано локални младински совети. Иако рокот за имплементација на овој закон беше 2 години од донесувањето на законот, поминаа 5 години, се уште законот не е имплементиран и покрај слабостите за кои што сите се согласивме на панел дискусијата, законот нуди можности. Ама она што би сакала да го истакнам е дека на панел дискусијата поканивме и службеници за млади од сите министерства. Согласно законот, секое министерство би требало да има назначено службеник за млади.
Јас морам да кажам дека неколку министерства и покрај 5 години немаа назначено службеници за млади. И кога им побаравме службеник за млади, непосредно пред настанот, тие назначија службеник за млади, што е за поздравување, за да присуствува на настанот и да даде придонес. Но ова говори за негрижата на претходната власт на Социјалдемократскиот сојуз, но ова говори за негрижата на претходната власт на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ за младите, кои што имале можност да го имплементираат законот, но не го направиле тоа. Кажи ми, зборуваш дека имате голема вклученост на младите во донесување на законот за млади, еве зборуваш за службеник за млади. Кои се вештините и какви услови треба да имаат младите за да можат да бидат успешни активисти? Вака, според мене, клучна е желбата за промени. Сметам дека младите треба да го искористат оној потенцијал кој што го имаат. Тие треба да бидат мотивирани да прифатат нови вештини, да го развиваат нивното критичко размислување, да бидат комуникативни, да бидат всушност лидерски настроени. Исто така, особено важна е и одговорноста да преземаат акција. Тука би го споменала и тимското работење, тимското вмрежување, каде што младите преку тимска работа заеднички ќе придонесуваат кон промени во општеството, бидејќи младинскиот активизам е двигател на општеството. Кажи ми, што мислиш, како младинскиот активизам влие во една заедница? Што може да се промени со младинскиот активизам во една заедница? Како што веќе напоменав, со оглед на тоа што сметам дека младинскиот активизам е двигател на промените во општеството, младите треба да бидат свесни за нивната положба во општеството и тие треба да го искористат нивниот потенцијал, бидејќи младинскиот активизам може да промени многу во општеството кон подобрување на положбата на младите. И условите во кои што живееме, всушност подобрување на младинскиот стандард. Преку ангажманот се зголемува исто така и свеста за општествените теми, бидејќи кога младите се залагаат, нивниот глас ќе биде слушнат. Доколку ние како млади не се залагаме нашиот глас да биде слушнат, тогаш ние нема да не идеме на разбирање од останатите. Активизмот исто така сметам дека им дава на младите и чувство на припадност, мотивација, а и можност за личен развој. Кажи ми, на кој начин може да се поттикне вклученоста на младите? Вака, гласот на младите мора да биде слушнат. Значи, младите треба да бидат дел од процесот на донесување на одлуките. Сметам дека вклученоста на младите може да се поттикне преку поголема информираност на младите. Младите мора да знаат дека нивниот глас е важен при процесот на одлучување, дека би можело да им се овозможат платформи за вклучување, за вмрежување, преку локалните младински совети, преку студентски организации, преку менторство и едукација на младите, односно соодветни тренинзи за вештини и неформалното образование, мислам дека има важна улога во поттикнување на младинскиот активизам. Покрај сите овие работи што ги набројавме, гласот на младите се согласувам дека е гласот што треба да се слушне, па сигурно во твоето изминато време како младински активист, а и сега како претседател на Советот за млади, си се соочила со млади кои што имаат своји проблеми. Кажи ми, кои се главните проблеми со кои се соочуваат младите во Македонија?
Ангела, мислам дека главниот проблем со кој се соочуваат, не мислам. Главниот проблем со кој што се соочуваат младите, со кој што се соочуваме е всушност иселувањето на младите од државата, но сметам дека иселувањето не е само поради економски причини, тука за жал би ги споменала и корупцијата и криминалот, кои што се навлезани во секоја сфера од општеството. Сметам дека исто така и образованието е една од причините. Потребно ни е поквалитетно образование и јас би сакала да напоменам нешто што неодамна го слушнав од страна на министерката, а се поврзано со одливот на мозоци од државата. Ние досега и покрај донесената одлука за кога младите одат на да го надградат своето образование надвор од државата, на престижните универзитети, тие треба да бидат веднаш по нивното враќање да бидат интегрирани. Министерството веројатно имало евиденција кои млади се испратени, но досега тоа не било ние не го користиме потенцијалот, умот и знаењето на младите. Оние најдобрите, кои што ја слушнав министерката, сега во изработка е регистар на сите млади кои што се заминати да студираат во странство. Со тоа што на таа платформа секој би имал пристап да може да види кои се оние за кои што Министерството одвоило средства да бидат ги стипендирало и сите институции би можеле да тие луѓе им се на располагање за ние да го искористиме потенцијалот на најдобрите млади, што досега не е било пракса. Кога не те бараат, нормално дека ќе останеш таму каде што го почитуваат и каде што го ценат твоето знаење. И сметам дека ова е голем исчекор за поттик на младите и за решавање од, можам да кажам, од еден од најгорливите проблеми на младите, а би го споменала и менталното здравје, бидејќи таа тема станува се позначајна во ерата на технологијата. Но решенијата всушност бараат ангажман од сите, како од институциите, граѓанскиот сектор, а најмногу и од самите млади. Да, точно. Сами како индивидуа треба да бидеме свесни за тоа што сакаме и колку сакаме да успееме и да помогнеме и да промениме нешто. Кажи ми твојата препорака кон младите која е? Јас на младите би им препорачала да бидат храбри, амбициозни и активни и да не чекаат друг да направи промени за нив, туку самите да бидат двигатели на позитивните промени, да учат, да инвестираат во себе, бидејќи најдобра инвестиција е инвестицијата во знаењето, инвестицијата во себе, оти на крајот таа инвестиција секогаш се исплати. Би им препорачала да се занимаваат со политика, оти ако младите не се занимаваат со политика, таа ќе се занимава со нив. И би им препорачала да се обединиме и да работиме заедно за да направиме промени од кои што ќе имаме придобивка сите ние. Лина, ти благодарам за овој разговор. Ти посакувам успешно надоградување во младинскиот активизам, успешна работа и уште поголемо поттикнување на младите за вклучување во политиката. Вам, драги гледачи, ви благодарам што не проследивте и ве очекувам во наредниот подкаст.